Здравје и благосостојба, пристап и еднаквост за сите. Под ова мото светот утре ќе го одбележи меѓународниот ден на лицата со Даунов синдром. За жал во Македонија нема поголеми подобрувања во условите на овие лица. По завршувањето на основно и средно училиште, во земјава речиси и да нема центри и институции, каде овие лица би работеле на подобрување на нивната состојба. И со тие деца со Даунов синдром, буквално со сите деца, значи ние немаме начин, немаме стратегија што понатаму после 25-та годишна возраст тие остануваат терет на општеството, на семејството и едноставно децата, особено со Даунов синдром, после 25-та година кога остануваат сами дома, доаѓаат во една состојба, во еден период кога тие се многу тажни, депресивни затоа што немаат што со себе. Во принцип децата со Даунов синдром се многу среќни и многу весели. Секаква активност која што ќе им ја дадете, нив ќе ги направи пресреќни. Само едно малку нешто да најдеме, ќе им помогнеме многу. Волонтерката од Мировниот корпус во Маса Овчарова, заедно со Петрушевска и родители на деца со Даунов синдром, вчера одржаа работилница на која станало збор за прашањето што по школувањето и надминување на проблемите со кои лицата со Даунов синдром се соочуваат во општеството. Дури и во соседните земји, лицата со Даунов синдром имаат подобри услови и успеваат да најдат работа, да бидат активни чинители во заедницата, затоа што тие можат да направат се што и сите здрави луѓе. Буквално се што можеме сите ние, со тоа што тие ќе бидат многу повнимателни, многу потрпеливи од нас и помалку нервозни за се што треба да работат. Може да работат помошници, кувари, да речеме, во кои ние вчера имавме случај кога наши 3 дечиња беа дел од една активност каде што продаваа билети во Драмскиот театар, делеа флаери, им помага на гардероберите да ги земат палтата на посетителите во театарот. Значи буквално се. Дауновиот синдром представува генетско пореметување кое е причина за специфичниот изглед на сите лица кои го имаат овој синдром. Недоволната посветеност и работа со децата со Даунов и малата здравствена грижа можат да придонесат и до поголеми здравствени пореметувања.